обидите за да се променат навиките во однос на исхраната, нели, грубо можеме да ги поделиме во две категории: успешни и неуспешни. Сега, тоа што го препознаваме како неуспех, во смисол да еднаш да се обидеме и да не можеме успешно да го смениме начинот на живот и начин на исхрана, е мач со две острици. Кај некои луѓе тоа служи како мотивација следниот пат да успеат. Значи, неуспехот е само како попатни станици до конечниот успех. И има луѓе кои што така го разбираат цел процес. Во ред, сега пробав, не успеав, ќе пробам. Продолжувам, ќе пробам следниот месец, ако треба ќе пробам и след, меѓутоа ќе успеам. Но за жал, овој начин на размислување кој што е продуктивен е редок. Многу почесто ја имаме обратната состојба. Дестимулација, секој нареден неуспех, впрочем, кај тие луѓе го зацврстува тој нов идентитет на јас не можам ова да го успеам, никогаш нема тоа да го направам, и таму треба да се внимава. Зошто? Заради тоа што ако веќе имаме човек со таков начин на размислување, подобро да не прави обид за кој што гледаме дека ќе заврши неуспешно, отколку да прави што повеќе обиди, бидејќи тука, за разлика од првата ситуација, секој неуспешен обид ја намалува веројатноста за следен или воопшто за конечен успех. Затоа е доста комплексно и баш пристапот, како што спомнавте, како зависност, треба да биде там, се разбира таму каде што е навистина така, а тоа значи пристап со голема поддршка кон пациентот, под А, и под Б одредена методологија. Значи, ако нема одредена методологија, одреден пристап кој што постепено ќе го води надвор од тој лавиринт, тогаш веројатноста за успех е многу мала. Не може, знаете, не функционираат овие работи само со терање на човек, со стимул, ајде сега престани, ајде сега почни, ајде сега. Не оди тоа така. Значи, треба да се случат некои промени и да се подготви пациентот за да може да го преброди тоа. Така што храната знае и тоа како да биде доста голем предизвик.